Драги струмичани, се ближат избори, нели? За неколку дена ќе се гласа за председател на Република Македонија, а потоа за 2 недели потоа и за парламентарни избори. И како и вообичаено, кружат разни политичари, кружат разни емисари и ветуваат, да не речам ветуваме, сите се повеќе и повеќе, поголем број проекти за подобрување на вашиот живот. Но како вие да ја направите разликата или како да направите вистински избор? Како да се направи избор што е вистина злато, а што е тенеќе? Вистинскиот избор ќе се направи ако прво добро се погледне програмата што ви се нуди, проектите што се нудат внатре. Вистинскиот избор ќе се направи второ ако се погледне кои луѓе стојат зад програмата, кои луѓе ќе ја реализираат таа програма. Но вистинскиот избор исто така ќе се направи ако добро погледнете и што политичарите и политичките партии бараат од вас кога доаѓаат. Од една страна се оние како Заев и другите, што бараат од вас да им верувате, верба слепо, без да имаат дела зад себе, никогаш не го направиле тоа, но сега велат ќе го направиме, верувајте ни. Иако предходно, кога имале шанса, никогаш не направиле со некое дело добро на народот, или пак ветиле многу работи, а не ги исполниле. Се сеќавате на делот тие ветувања, меѓу најголемите беше она на 15 септември дадено, секое семејство во Република Македонија ќе има најмалку еден вработен. Такво ветување беше пругата кон Бугарија, од која што остана 2 железни прачки. Такво ветување беше и она дека на земјоделците ќе им се помага. Такви ветувања даваше и Заев дека во Сачево ќе има 30 фабрики и 3000 вработувања. Тоа се тие луѓе кои што бараат од вас слепо да ги послушате, кои што бараат од вас да им верувате, а со дела никогаш не покажале дека го заслужуваат тоа. Од друга страна не имате нас, луѓето кои што предходно исто така ви ветиле, но зад себе имаме дела и реализирани проекти. Тоа ја прави разликата. Наше дело, например, е зголемувањето на субвенциите за земјоделците, односно субвенции кои што никогаш порано и ги немаше. Се сеќавате како изгледаше македонското земјоделство пред да дојде ВМРО ДПМН и колку силна подршка добија македонските земјоделци со ВМРО ДПМН. Ако предходно исплативме 550 милиони евра субвенции за македонските земјоделци, имаме право да ветиме во следниот мандат уште 600 милиони евра субвенции за македонските земјоделци. Тоа е нашето ветување за нив и сигурен сум ја имаме нивната доверба. Наше дело се изголемените пензии од 2007 година, секоја година кога можевме. Дури и во кризата, зголемувавме пензии, пензиите се денес повисоки за 62%. Знаат пензионерите дека во март оваа година, така како што им ветивме, за 600 денари е повисока зголемена секоја пензија. Затоа ВМРО ДПМН има право да вети и тоа ветување ќе се реализира. Пензиите и понатаму ќе се изголемуваат 5% секоја година, 21,5% раст на пензиите за нашите пензионери, за оние кои што го заслужуваат тоа. Наше дело во минатото беа и легализацијата на бесправно изградените објекти. Илјадници струмичани ја искористија таа можност, како што и десетици и стотици илјади македонски граѓани ја искористија таа можност да си го легализираат објектот кој што предходно со децении бил дивоградба. Тоа беше барање на народот, а ние сме партија од народот и партија која го слуша народот и затоа го исполнивме тоа. Наше дело исто така и продажбата на дворното земјиште за 1 евро по метар квадратен. Илјадници струмички семејства си го купија дворното место по 1 евро за метар квадратен и денеска се стопани на своето. Наше дело беше и намалувањето на акцизите за возилата, намалувањето на царината за возилата. 180.000 возила денеска се возат во Република Македонија како резултат на една мерка на ВМРО ДПМН. Тоа е подобрување на животниот стандард на граѓаните и враќање на средната класа. Многу вакви и слични дела кои што даваат доверба, кои што ја зголемуваат довербата на граѓаните во политичарите има и во нашата следна програма. Затоа што, почитувани граѓани, за да дадеш доверба на некого, треба да го
искушаш на тешкоти. Лесно е да бидеш пријател со некого кога ти е добро. Сите ќе ти се пријатели кога ти е добро. На тешкотија и на мака се познава кој е стабилен и кој е вистински пријател. Нас, граѓаните, ни дадаа шанса да ја водиме државата и за жал се случи тоа во екот на голема светска криза, кога имаше и светска финансиска криза и европска должничка криза во 5,5 години од изминатите 7,5 години. Но ние никогаш не се жалевме. Ние никогаш не излеговме кај граѓаните и да им речеме нема пари за ова или нема пари за тоа. Во време кога паѓаа на колена силни држави како Италија, Шпанија, Португалија, Ирска, да не ја спомнувам соседна Грција, пошто не е силна држава, но паѓа на колена многу јаки европски држави. Ние никогаш не дојдовме пред вас и да речеме нема пари за земјоделците, нема пари за инфраструктурни проекти, нема пари за зголемување на пензиите. Секогаш го правевме тоа бидејќи ни беше значајно нашето ветување. Затоа имате довербата, затоа имате доверба во нас и затоа ние имаме право да ветиме и за други проекти. Сакам вечерва да ви кажам за еден таков проект. Еден проект кој што очигледно бидејќи е за народот, СДСМ одма по дефиниција го нападна од сите страни. Тоа е проектот за отпис на долговите. Отпис на долговите за најранливите категории на граѓани. Од вакви средби со граѓаните, од контактите што ги имаме, од зборувањето со пратениците кои што вас ве контактираат, секогаш добивавме иста информација. Граѓаните имаат мака, посебно најранливите категории, имаат многу мака со извршителите, односно со извршни решенија за долгови што не можат да ги платат. За жал, последиците од светската и европската криза кај еден дел од граѓаните оставија неможност да ги враќаат долговите. И од тие причини, во новата програма на ВМРО ДПМН за следниот период, има проект кој што се вика еднократен отпис на долговите. Ке бидат отпишани долговите за струја, кон Евана, долговите кон банките за минусни салда на тековни сметки, потрошувачки кредити и кредитни картички. Долговите по радиодифузна такса и долговите за парно грејење таму во градовите кај што има парно грејење за следните категории на граѓани. Прво, за примателите на социјална помош. Второ, за семејствата во кои што има двајца невработени или пак ако е сам невработен, ако живее сам, ако не е во брачна заедница и ако е подолго од 12 месеци невработен. И трето, за семејствата кои што заради смрт, тешка болест или друга слична ситуација западнале во тешка материјална состојба и не можат да ги враќаат долговите. ВМРО ДПМН штом стави некоја мерка, некој проект во програмата, како ова, таа мерка ќе се исполни, тој проект ќе се исполни. Тој проект е реален, тој проект ние ќе го финансираме преку ослободување на компаниите што ќе ги отпишат долговите од плаќање на данок. Тој проект ќе се заврши до септември 2014 година и десетици илјади македонски граѓани, најсиромашните, најранливите категории, нема да имаат мака, ќе куртуват од извршителите и од извршните решенија. Гледам, тука има доста млади родители, луѓе кои што се веројатно со бебиња или со деца во училиште. И за нив во новата програма имаме проекти. Два такви проекти се намалувањето на данокот на додадена вредност за училишниот прибор, за се она што како родители купуваме за нашите деца, за тетрадки, моливи, боички, ранчиња и се друго што се користи и што ќе заштеди по 3000 денари кај секое семејство. И уште 5000 денари заштедак има од намалувањето на данокот за бебешките производи, за колички, релаксатори, шишиња, пелени и се друго што користат младите родители. Тоа е поддршката на ВМРО ДПМН за нашите млади родители, за повеќе детни семејства и за посреќни семејства. Но најмногу од се, почитувани, она што е наше дело и она што го нема Заев, но го нема и цел СДСМ, не само во времето на Заев, и во времето на Бранко, и во сите овие 23 години. Тоа се фабриките што се отворија. Дали некој памти една фабрика да се отвореше во времето на СДСМ? Дали некој памти една странска инвестиција да влезе во времето на СДСМ? Наше дело е Дрекселмајер во Кавадарци, 4000 вработувања. Тоа се 4000 посреќни луѓе, тоа се 4000 луѓе што имаат иднина, тоа се 4000 семејства кои што врз основа на платата што таму ја заработуваат, имаат шанса во животот да успеат.
но не е само Дрекселмајер и не е само Кавадарци. Така и Джонсон Контролс во Штип. Наше дело е Джонсон Контролс во Штип со 1200 вработувања, 1200 посрекни луѓе. Наше дело е и Кромберт и Шуберт во Битола. Исто така 1200 досега реализирани вработувања ќе ги има уште толку. Наше дело е Амфенол во Кочани, најавени 1500 вработувања. Наше дело е Гришко во Демирхисар, наше дело е Ванхово во Скопје, Джонсон Мети, Технохозе, Кемет Електроникс и уште многу други. И затоа имаме право да речеме, веруваме дека во следниот мандат ќе има уште најмалку 30 фабрики во Република Македонија. Се надеваме некоја и во Струмица да се реши прашањето на невработеноста за младите луѓе пред се. Тоа е како ВМРО ДПМН работи. Од другата страна, доволно беше кажано. Имате луѓе кои што никогаш ништо не направиле, кога имале шанса да направат за вас. Имате луѓе кои што очајнички сега се обидуваат да ветат се и се што, мислејќи дека така ќе го купат народот. Ама не поминува тоа кај граѓаните. Тие памтат што си направил за нив кога си можел. Затоа верувам дека правилно ќе го направите изборот. Затоа верувам дека и сите оние кои што денес се уште не знаат за кого да гласаат, или оние кои што им го матат умот од незадоволство или од други причини кои што сметаат дека треба да го дадат гласот на помали политички партии, како Гром и слични партии, на кои што им ветуваат вработување, демек ќе се коалицирал Гром, ќе коалицирал со нас, па ќе ги вработеле тие што ќе гласаат за нив. Тоа им зборуваат на луѓето и ги лажат. Да не ве лажат. Ние си имаме голема, добра, победничка коалиција и не ни требаат ни громови, ни молњи во нашата коалиција. Ние имаме победнички тим. Погледнете го тимот, што ја води државата во последните години. Најдобриот економист и министер за финансии што го имаше Република Македонија предходно, Никола Груевски, и како премиер исто така е најдобар од сите премиери и со најголем број на реализирани проекти. Но премиерот Груевски не се плашеше и не се колебаше дали треба да се окружи со луѓе кои што имаат искуство за решавање на економски прашања. Напротив, ги собра најдобрите сили и во земјата и во странство околу себе. Ги собра најдобрите луѓе кои што во својата сфера можат да работат, како што се Гордана Јанкуловска, како што е Никола Тодоров, како што е Спире Ристевски, како што е Диме Спасов и да не ги набројувам сите колеги од владата кои што извонредно си ја работат својата работа и кои што во својата сфера направија голем број на реформи. Така работи премиерот Груевски. Но тој исто така предложи кандидат за председател на државата пред 5 години. Еден чесен, стамен, стабилен човек, но и голем патриот, човек што си ја сака Република Македонија и што се бореше лаовски за Република Македонија насекаде. И во Њујорк, кога стоеше пред собранието, Генералното собрание во Њујорк, кажа дека сите земји, им се заблагодарувам на сите земји, 134 членки на Обединетите нации, кои што ја признаа Република Македонија под нашето уставно име, а тоа е Република Македонија. Така зборуваше председателот Иванов во Њујорк. И така зборува насекаде. Ете, тоа е патриот што сака да си ја представува земјата. Затоа, почитувани струмичани, да не се колебате и да нема дилеми што треба да се направи и на 13 април, и на 27 април. На 13 април треба масовно да му се даде поддршката на председателот Иванов за следните 5 години да биде председател на нашата држава. А 2 недели подоцна исто така масовно да се даде поддршката за Никола Груевски да ја води Република Македонија и владата на Република Македонија во следните 4 години за проекти што значат подобар живот за сите вас. И да му порачаме на крајот на Заев. Ништо нема посладко од тоа, од тројна победа. Да го победиш Зоран Заев во Струмица, да го победиш Зоран Заев во 4-та изборна единица и да го победиш Зоран Заев во Република Македонија. Така ќе биде и овде, ќе се слави на 27 април, како што сме славели предходно. Победа за Македонија, да живее ВМРО ДПМН!
да ни е вечна Македонија.